Добар ден, почитувани гледачи. Денеска ќе бидат пладневни муабети, бидејќи не успеавме утрово да постигнеме да направиме видео разговор со вас, со обраќање кон вас за сето она што се случува во Делчево, што ќе се случува здравје и така натаму. Утрово присуствувавме на повторно отворање на реновираниот маркет Извор Комит, проширена верзија на истиот. Потоа имаше црковни активности по повод празникот Свети Харалампие. Пчеларите денес го одбележуваат својот заштитник. Со низа активности со кршење славски колач во црквата Свети Кирил и Методи. Најпрвен започна празнувањето, а вечерва овде во игротеката Снупи ќе биде главниот настан со вечера и лотарија и други активности, настан на кој ќе биде презентиран друг настан позначен од областа на промоција на сето она што тие го прават, насловено како Денови на пијанечкиот мет, кои се планирани за оваа година. Ми се чини дека на настанот ќе присуствува и делчевскиот градоначелник Иван Гоцевски. Во меѓувреме ја посетивме и Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вацаров и директорот Златко Начевски, кој одржа пресконференција на која ги презентираше предвидените проекти кои установата ќе ги реализира во оваа 2026 година. Еве сега околу Пладнен, градот пораздвижен. Понеделнички сите се веќе на своите работни места. Одамна го започна работниот ден. Пензионерите прават мала прошетка, учениците се на училиште. Пред малку излезе информација дека одржана и првата работилница од новиот циклус на Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, ЦК ПХВ, кратко наречени. Овие проекти, работилница која се одржа во просториите на Општинската организација на Црвен крст Делчево. Во текот на вчерашниот ден се помина во духот на традицијата, без палење гуми и друг вид на отпад во рамки на одбележувањето на Прочка и поклади, со палење смреков оган во населба Милково брдо. Имавме од Звеговска река неколку фотографии, на други места не забележавме или не дојдоа до нас фотографии. Денеска е така наречениот чист понеделник, започнуваат великденските пости, ако не се лажам, токму од денес. Значи барем денес оние кои не го планираат целиот пост да го прават до крај, можат да испостат доколку не се умрсиле веќе. Што друго имаме во најава? Оваа недела е најавената седница на која ќе може да се поставуваат прашања директно до повеќе директори на институции, до председателот на Советот, до градоначалникот, културните институции во градот, јавното предпријатие Брегалница, Општинската јавна установа Детска градинка Весели Цветови, трите училишта и така натаму.
Па и прашања се очекуваат кои ќе бидат скокотливи. Неодбежна ќе биде неодбежна ќе биде и темата спекулациите во јавноста за така наречената фабрика за медицински отпад, што се засега е како спекулација и не може да се коментира се додека некој не излезе со конкретни докази. Но би било убаво на таа седница да се расчистат сите дилеми. Во таа насока имаше најави од советникот Тони Стаменковски, се извинувам, дека ќе поднесе точка на дневен ред да ја има, на која ќе се расправа, ќе се бара од советниците да се изјаснат против било каков почеток со работа на дали сега, дали во иднина, дали некогаш да се забрани почнување со работа на таков вид на фабрика, што ќе видиме дали ќе се најде на дневен ред и дали ќе биде усвоена. Тоа е во делот на политиката. Во делот на градежните активности, улица Индустријска продолжува да се работи. Се работат и некои други работи, како кеот на река Брегалница, активности за чистење на кеот и слично, така што се што ќе имаме како информација ќе бидете благовремено информирани. Сега ви велиме пријатен ден и останете во добро расположение.